Безименко. Огнен возбудено ги повика другарчињата да дојдат у грмушките зад игралиштето. Веднаш се стрчаа Неда и незиниот постар брат Јован. Тројцата слушнаа дека некој шушка помеѓу гранките. Мјау, мјау. Тивко се огласи едно жолтеникаво маченце со бели шепи и една кафеава дамка на десното уво. Мачето беше гладно, жедно и многу уплашено. Леле, колку е сладко и мило, се воодушеви Неда. Јован знаеше дека ќе им треба помош од дедо му Злате, кој беше со нив на игралиштето. Тој претходно спасувал напуштени мачиња и кучиња. Знаеше што треба да се направи. Треба да го однесеме на лекар за животни, им рече дедото. Знаете ли како се нарекува лекарот за животни? Ги праша. Децата се подзамислија, но сите знаеа дека има амбуланта за животни во нивната улица. Ветеринар, им рече дедото. Запомнете дека животните ги лекува ветеринар. А луѓето, кои чуваат животни, имаат обврска да се грижат за нив. Исто како што возрастните се грижат за вас, децата. Добро, рекоа децата во еден глас. Еве ние тројцата ќе се грижиме за ова маче. Тогаш сите заедно ќе одиме кај малскиот ветеринар за совет, предложи дедото. Децата беа пресрекни. Сите заедно се упатија кон ветеринарната амбуланта. Имате ли име за мачето? Како да го запишам во документите? Праша ветеринарот. Безименко, одговори Јован, пошто дечињата заедно се закикотија. Кога ќе се родат, децата имаат право на име, ги потсети дедо Злате на детските права за кои учеа во градинка. Ајде и за мачето да смислите убаво име. Ветеринарот со насмевка ги гледаше трите дечиња, кои не можеа да се договорат за ниту еден даден предлог, па им предложи. Што ме ваква работата? Неговото име нека биде составено од првите букви на вашите имиња. Може ли? Предложи тој. Супер! Прва од радост подскокна Неда. А и момчињата задоволно се смешкаа. Значи, како ќе го викаме? Праша ветеринарот. Кажете ми ги вашите имиња. Јован, Огнен, Неда. Се представија децата. Значи Јон, се насмевна ветеринарот, галејки го мачето, кое мирно предеше во неговите раце. Може, се сложија децата. Нагалено Јонче, извика Неда. Се надевам дека ќе му се допадне. На убав прекар никој не се лути, рече дедо Злате. Ветеринарот го прегледа мачето и им објасни како треба да се грижат за него за да биде здраво и чисто. Подоцна, во дворот на дедо Злате му подготвија кутија со кебенце. Одстрана гордо му закачија надпис со неговото име. А од другата страна, дедо Злате им помогна да ги напишат и нивните имиња, за да се знае чиј е мачорот, но и кој го спасил.